Председателе, каде беше ставен акцентот на билатералните средби со шефовите на држави и влади во Обединетите нации? Знаете, периодот на Генерално собрание е можност да се остварат средби со многу држави кои немате можност во редовна, да ги кажеме, постапка во официјални работи, после да ги посетите. И ја искористив можноста овие денови да остварам средба со повеќе председатели, премиери, бивши председатели кои беа на Клинтон иницијативата, на настаните што се организира на Балканскиот форум. Значи, ако почнам, значи се видов со канцеларот Меркел, со неа разговаравме за прашањето поврзани со Македонија и македонските интеграции, помошта што ја очекуваме од Германија. Се сретнав со председателите на целиот наш регион, значи председателот Гюл на Турција, председателот Топи на Албанија, на Косово Сејдио Тадич на Србија, со Јосиповиќ на Хрватска, со председателот Затлер на Латвија, председателот на Чешка, председателот на Австрија Фишер, председателот на Словачка, председателот од нашиот регион кој на Финска, председателот на Естонија, председателот Обама, со председателите што се во нашиот регион, значи, можно се ова, дури не можам да се сетам на сите имиња, затоа што имавме одредени билатерални контакти, официјални средби на кои разменувавме информации и подготовки за официјални посети. Таква беше, например, средбата со унгарскиот председател, кој е, бидејќи Унгарија е председавач со Унијата од јануари 2011 и целта беше како и на кој начин Унгарија да помогне на Македонија која ќе биде председавач и што можеме и што навистина очекуваме од Унгарија како председавач со Унијата во тој нејзин период. Значи, ова е можност навистина за многу билатерални средби, разменување на мислење, искуства, разменување на информации и едноставно она што има на државниците да ги имат сите оние представи за на глобално ниво што се случуваат, а каде што секој од нас има удел и треба да знае како се однесува кога тоа прашање ќе дојде на дневен ред во Обединетите нации. Се сретнавте ли со американски официјални лица? Дали стана збор за името? Да, за време на ручекот приреден од генералниот секретар на Обединетите нации имав можност да се сретнам со председателот Обама. Разговаравме за она што е нашиот проблем со името и навистина тоа што ми го кажа председателот Обама беше многу охрабрувачки. Сега ќе извините, деталите не може да ви ги кажувам, меѓутоа пораката навистина беше охрабрувачка. И кога се видовме вечерта на приемот што го организираше председателот Обама, ми го потврди и го повтори тоа што ми го кажа на средбата што имавме во Обединетите нации. Тоа укажува дека Америка е пред се запознаена со целата суштина на проблемот и бара взаимно прифатливо решение. Сака да се дојде до решение во кој двете страни ќе бидат задоволени. И тука тоа ни дава надеж затоа што во целиот тек на спорот американската администрација секој пат била информирана за сите детали од целиот овој процес и можеби се најзапознаени многу повеќе од европските да ги кажеме лидери за финеси кои се во суштествени во вакво прашање. Дали таков печаток добивте од средбата со премиерот Папандреу? Премиер имав може да се сретнам исто така на самитот на Обединетите нации во Копенхаген, така што сега веќе она што имате првична средба и прв контакт, мислам, го прескокнавме и разговаравме за суштински проблеми, за тоа што во последно време реториката меѓу нашите две земји на некој начин доби едно по-високо ниво, кое треба да го спуштиме, дека треба едноставно прашањата кои се чувствителни за двете земји, да ги едноставно тргнеме од оваа дебата. Ја го посочив чувствителноста за нас на прашањето за Уставот. Ти се отвори
од нивна страна дека може и Македонија ќе треба да го менува уставот. Ја искажав нашата определба и нашата позиција на нашиот устав, кој е многу повеќе од устав после Охридскиот договор. Тој е консензус на еден етнички баланс и тоа, доколку се отвори, тоа повторно може да го подели општеството. Така што разговаравме за она што е неопходно на два соседа да постои доверба. И затоа многумина кои очекуваат многу брзи резултати не може да ги видат, бидејќи тоа е еден процес кој во минатото значило нарушување на тие односи на доверба кои сега ние ги враќаме. Гледате, премиерот имаше 6 средби со грчкиот премиер Папандреу. Тоа секој пат создава една клима во која може да се разговара. Порано не се ни разговарало за теми кои биле чувствителни. Сега многу поедноставно се разговара, доаѓаме до взаемни, да и кажеме, една взаемна согласност кои прашања кои што се чувствителни не треба да ги подгреваме во овие моменти кога во Грција следат локални избори, кај нас се користи секој елемент од ова прашање за да се создава тензии, да се создава мобилизација од одредени политички субјекти. Така што мислам и тоа ми дава еден нема да го кажам оптимизам, туку еден реализам дека состојбите одат на добро. И покрај одредени изјави кои некој пат се за домашна потреба, знаете, во политиката секој пат имате потреба некој пат да пратите порака која е за домашната публика, ние знаеме да интерпретираме како порака дека е упатена кон нас или тие да ја чувствуваат. И затоа овие средби се извонредна можност да си укажеме на одредени специфичности на нашите односи во овој период и да го поттикнеме она што веќе го прават двете општества. Македонското и грчкото општество се веќе толку меѓу себе сплотени и одредени стравови и предрасуди кои постоеле во минатото не постојат кај младите генерации. Гледате колку наши луѓе летово беа на одмор во Грција. Ја бев исто така фрапиран од бројката што ми ја кажа генералниот секретар на Шефилд универзитетот, дека последните години, тоа се 10 можеби, 1000 македонски студенти поминале ни Шефилд. Да, меѓутоа, председателе, во говорот во Обединетите нации ги изедначивте последиците од ембаргото во 90-тите со денешната политичка блокада од Грција. Има ли проценки, например, Македонија до кога може да го издржи тој притисок? Тоа е факт. Ние трпиме од тоа. Иако, тоа и го кажав во говорот, грчките инвеститори се меѓу првите на листата на странски инвеститори. Неодамно имавме на грчка инвестиција од 40 милиона евра во Македонија. Меѓутоа, сепак, нашиот, да го кажеме, развој и привлекување на странски инвеститори е попречен ради проблемот што го има Грција со нашето име. Тоа се чувствува и го чувствуваат на вистина нашите бизнисмени, нашите обични луѓе, кои се надеваат дека како оди времето ќе се подобри стандардот, ќе се подобруваат и примањата, ќе се зголемуваат приходите. Сепак има влијание и ние сме преокупирани целиот државен врв. Како тоа да го пребродиме, како да ги совладаме оние проблеми што ни се создаваат поради блокадите што ги имаме. За крај, дали има алтернатива членството во Европската унија и НАТО? Што понатаму? Нема. Едноставно нема. Ние како земја од еден невралгичен регион пред 10 години кој влегува регион во една стабилност, мораме да бидеме дел од тој севкотен процес и затоа ја потржуваме агендата на господин Папандреу за 2014. И му велиме, ајде, прејдете на дело. Тоа е ваша иницијатива. 2014 е проект целиот Балкан символично поради 1914 кога беше оној атентат во Сарајево и кога се распадна трите империи со еден куршум. Символично сега 2014 да биде обединување на Балканот во рамките на Европската унија. Да народите што живеат на Балкан после овој травматичен период на разни конфликти, немили настани, трагедии, конечно да почувствуваат дека се во Европа и да ги практикуваат европските вредности, европските критериуми, европски принципи. И затоа
И ние ги охрабруваме самите грци да се надминат самите себе. Да овој, како што вели министерот Милошевски, процес на совладување на буџетскиот дефицит биде продолжен со совладување на моралниот дефицит. Затоа и е потребна на Грција помош сега од членките на Унијата, за да ја свати новата реалност и придонесот што таа го има за целиот регион, целиот Балкан, едноставно да го почувствувам амбиентот што го создава Европа.